пие на тезги, јаде од земја, од канти и такви работи. Животот му бил тежок. Велат дека кога луѓето се среќни, сите се радуваат на ист начин. Но кога луѓето се тажни, секој тагува на за себе својствен начин. Некој одбира да плаче, некој одбира да се затвори во себе си, некој одбира да тргне по погрешен пат, а некој одбира да ја сподели тагата и несреќата, со надеж дека таа ќе стане помала и дека ќе се претвори во радост и среќа. Не сум крадел у животот никогаш, само сум просел се. Имал малтретирање по рацете, модрци, по нозете, со камшик ме тепаше, по грб, по се. Ке фрлат у канта, ја кидам, ке го земам, ке јадам, срамота е малце у животот. Јас сум Дејан Младенов, имам 29 години, роден сум во Струмица, а израснат сум во Скопје во домот 25 мај. Па моево детство било кога сум отишол во домот, сум ги запознал сите другарчиња прв пат. Кога влегов таму, ми беше малце чудно, малце страф имав. Не знав кај се наоѓам, па имаше таму воспитувачи, ни покажува, не подучава, ни кажува дека тука е убаво ќе ти биде, нема да се плашиш. Па друго, не знам шо, дека имаш тука јадење, имаш облекување, имаш шетање, кога сакаш, тука можеш школа завршиш. Ова се делови од раното детство на Дејан, кој тој сака да ги памети. Кратко одговара и на брзина завршува. Како детството да му било миг, трепнуваш и проаѓа, а Дејан трепнува за да замижи и да не боли. Имал тој семејство, и татко, и мајка, таму во Струмица. Па се сеќавам, живеевме под кирија, немавме големи услови, се запишувавме на вересија. Па татко ми поземуваше од колеги пари за да може да обстанеме, да ми купи ташно за школа, патики, книги и такви работи. Татко ми работеше во Шумското, а мајка ми работеше у Братство единство во Струмица. Конфекција за шиење, за пеглање. Сестра ми беше 8 оделение, ја бев 3. Колку можевме се издржававме во животот. Тешкиот живот и немаштијата најчесто удирал врз плеќите на Дејан и сестра му. Буквално. Па, кога татко ми даваше по некој денар, ама ја не можев да опстанам со тие и морав да просам таму по таксистите, да барам за леп, сум бегал од дома, ме малтретирале, ме тепале. И од тоа јас имав многу големи стресови, па од они се караа меѓу себе, нема пари за ова, нема пари за она и на крај на мен или на сестра ми. На нас ке ни се истураат и двајца. Ти правеше нешто за да те тепаат? Па не сум правел ништо. Едино само 3-4 пати што сум бегал од школа. Не можеш, немаш јадење, ги гледаш деца во школа како јадат. Ке фрлат у канта, ја кидам, ке го земам, ке јадам, срамота е малце у животот. Тоа, не знам друго шо. За таму, поготово, ми бил многу тежок животот. Не сум крадел у животот никогаш, само сум просел се. Полуѓе ме мавале, ми викале зошто просиш, кај ти се родителите. И така, поише таксистите ми помагале. Тоа. И прво што ти текнува е да побараш помош од училиштето, учителките, од децата. Не знаеше никој за мојот случај, не сакав да зборам, не сакам да ми смејаваат. Бев поготово затворен во животот. Тоа они што ќе го фрлаат, јас сум го зимал, сум јадал. Сум сакал да бидам затворен, не сакам да знаат за мене. Може ќе ти смејаваат, не ги знаеш деца во животот какви се. И морав така. Кога си гладен, тажен, несреќен, има една преградка која природно те заштитува. Не удира, не прекорува, гушка и сака,
мајчината љубов, но не и за Дејан. Мајка му на Дејан била спротивност и таа го тепала. Да, и мајка. Па оти не ја слушав, бегав од часови, оти јадев по канти, избореа комшиите, детево вика проси по таксисти, ова, она, зошто не му даеш? Па она ми вика, па немаме што да му даем. Па јаде од канти, срамоте, подучи го, кажи му дека не е убаво тоа. Едноставно, мајка ми само кјотек, друго ништо не знаеш. Ти гушнава ли некогаш мајка? Сега, не знам за тоа, не сакам да зборам. Маце ми е тешко, никогаш не ме гушнала така да. Болно е да слушаш, болно да преживееш, но болката отупува, а стравот останува. И ден денес, Дејан памети кога му било најтешко. Имал само 9 години. Па најтешко ми беше кога ме најде полиција, ми беше страв. Ноќно време беше, дали беше 3 сат, на тезга одгоре. Полиција ме најде, вика, дечко, што правиш тука? Ја малце се уплашив, почнав да плачам. И им кажав, ме однесе у станица, ми спрашува, ми вика, гладен ли си, ми купија за јадење. Ја малце не сакав, ама тој Джандарот што беше, не се сеќавам баш на неговото име, ама многу ми помогнал. Ме однесе прво кај моиве, татко ми одма насилно сакаше, дај го ваму, и човекот изреагира Джандаров. Не може, вика, ние ќе го земеме кај нас у станица, утре сабале ќе го однесеме социјално. И имаше конфликт со татко ми, со него. Кој си ти? Јас сум му татко, па ти си му татко, ама ти го малтретираш детето. Детето избегало. Ме барале по сите каде. И од утре дента отидов во социјалното, заев таму се запознам со директорот. Му кажавме случајот каков е, вика, има една установа, вика, у Скопје за згрижување деца. Он има родители, така да у таа установа ќе му биде убаво на детето. И тоа, таму више толку не се сеќавам многу. Имал, да, малтретирање по рацете, модрци, по нозете, со камшик ме тепаше, по грб, по све. Тоа му дадал кривична пријава, ама малце беше за тоа. И кога ме дадал више у социјалното, у дом кој ме однесува, ми беше животот више сменет. Не размислував многу на стресови, на такви работи. Поубаво ми беше во домот, отколку што бев со родителите. И потоа почнува убавиот живот, како што вели Дејан, а тоа му се чита и од насмевката. Дејан во домот мечтел што сака да биде, а и патувал и се радувал. Па сум мечтал, сум сакал да станам фудбалер од кога сум бил во домот. За Арсенал сум сакал да играм. Тоа ми бил животот, многу своја желба, тоа ми бил да играм за Арсенал. Многу сакав фудбал да играм. Ама едноставно им кажав на директориве да ме запишат во некој фудбалски клуб колку можев. Ама не знам, не се трудеа нешто, за тоа поготово не се трудеа. Вика, заврши школа прво, мирно дете, меѓу најмирните деца сум бил таму. Па од тоа не може да ме запишат, не носе у Швейцарија, у Сент Морис бевме 15 дена, 5 деца избира од сите домови по 5 деца, најдобрите деца. И бевме таму 15 дена, таму ми беше животот прекрасен. Друго е после од Македонија испаѓаш и идеш у Швейцарија. Тоа беше Свискор камп, имаше над 2000 деца и имаше таму игри, имаше надпревари, фудбали, кошарка. Заедно со ова јадевме, спиевме тука и игри. Едноставно многу ми беше прекрасно. На Алпите бевме горе, учеа како да планинареме. Ролерки сме возеле. И додека се сеќаваше со носталгија, неминовно беше прашањето: а дали го посетувале неговите родители? Дали татко му добил желба да му се извини за ударите, да го врати назад? Не, немаше такво мислење. Вика, тука ќе ти биде добро, гледам, имаш деца, имаш другарчиња овде, имаш воспитувачи што ќе те гледат. Тоа, ја не знам што татко ќе биде тој.
Доаѓала ли мајка му? Не, само татко ми што беше да ме посети, мајка ми нема дојдено никош. Замина, забитала со сестра ми и од тогаш ка више толку. Не знам што е работа, ама едноставно ниеднаш не кеше да дојде да ме посети во домот. Знаеше дека сум во дом и не дојде да ме посети. Како се чувствуваше? Па скршен се чувствував, гледам на децава таму од домот им доаѓаат родители ги посетуваат мајка, татко кои се разведени. Им доаѓа на некој другарчиње, мене ми паѓаше криво. Социјалниот работник ме прашува мајка ти што е бидно со мајка ти, зашто не дојде те посети. Ја едноставно избегавав, викам, не сакам да зборам на таа тема. Не сака да дојде, не сака. Не ми треба тогаш. Сега не знам за тоа, не сакам да зборам. Маце ми е тешко. Никош не ме гушнала така да. Освен само воспитувачите што сум ги имал во домот, како мајка и татко ми биле таму од друг. Никој. Мајка ми едноставно од кога ме даде од домот, тогаш ка нема ни гушнато, ни да ме види, ни да ме праша како сум, ни ништо. Едноставно на таа тема не сакам да зборувам, малце сум поише потресен. Мајка е, треба да каже, детево треба да си го видиш, после толку време го немаш видено, а ти си го оставила и сега да... Не сакам да зборам на таа тема, маце ми е тешко. Извинете вака. Ни се наметна и прашањето, а дали тој се чувствува виновен за нешто? И зошто го препуштила на домот? Па, не знам ја, не знам зошто да сум виновен ја. Зошто да сум виновен? Сум избегал од дома, сум спиел на тезги. Она не ми рекла ништо. Едноставно сум избегал ја од мојве. Да не ме малтретираат, да не ме тепат. Сум сакал да се тргнам од тие малтретирања, такви работи. И деновите поминувале, годините, таму, во домот 25 мај. И доаѓа денот, кога Дејан треба да си оди од домот, на 18 години. Надеж дека повторно ќе се спои со семејството. Мене после 18 години требаше он да ме земи, судот ме даде на него. Ама, кога бевме со социјалниот работник, последниот пат, он рече, голем е, нека се издржава, ја од него раце сум кренал. Он е голем више, толку ја и немам услови вика да го гледам. Тоа не знам друго. После, кога се тргнав од него, ми беше подобро. Откако родениот татко одбил да го прифати, Дејан некое време бил кај сестра му. Потоа живеел под кирија, а работел и како келнер и како обезбедување. И не се срамел од работа. Собрав ја некој денар и со тие пари заминав за Косово со едни мои другари. Таму работев 3 години. Со дрва сечев, товарав, носев на коњи. Обстанував во животот. Враќањето од Косово одлучил да биде кај сестра му. Ама наишол на нешто сосема неочекувано. Ми искористува, кога ми пуштаа плата, она ми ја зимаше платата, ја цел месец издржав само со 200 денари. А кај неја сум седел, трета смена ја работев обезбедување у Сенатор, у Кондор обезбедување, од трета смена ја се враќам, децата да ги чувам, да измијам тањери, да додат гости кафе да ги направам. Комши доаѓаат, она ке шетаја, децава дома да ги чувам, да не може да испанам со другари некаде да се прошетам. Ми бил многу тежок животот. Ко у затвор сум бил кај неја, а родена сестра. Ми излажа дека имала рак на главата, мене ми беше страв за децава, да не останат без мајка. И земав пари, подигнав кредит голем, она ме заглави и рече како Гриновски кидам, да видам да се снимам, ко дојде дома, ја викам што направи, кај ти се документите од докторот. Кјутеше, после ми стана јасно, нова фарба на коса, хамбургери, ово, она на децава, мене ми стана јасно од кај се парите, но она немаше пари, не работеше. Тоа, викам, ајде, нека било што било, Господ. Тоа е колку можев, ја мислев дека децава да не останат без мајка, она да ме лаже вака. Родена сестра, не знам што да кажам. И тогаш се појавиле, прво тој Мартин, а потоа и таа Марија, двајцата Дејанови спасители, за кои тој ќе каже, само нив ги сакам. И ќе дојдеме, вика, собери, вика, парталите све, ќе дојдем со кола, ќе те земам. Кај нив седев 7 дена, ме чува они додека да најдеме смештај.
Кај нив сум седел, сум јадел, ме почитувале многу луѓе и до ден денес ме почитуваат. Затоа сум им многу благодарен. И тоа са друго е кога влегов во Максел Маце ми се смени животот. Како нов повторно да сум се родил. Само битно ми е Мартин и Марија никогаш да не ги оставам јас и они не ме остават. Така да, они многу ми помогнале во животот и до ден денес ми помагаат. Затоа викам Господ да им даде најголема среќа во животот, да бидат среќни. Тоа сам. А она што го мачи се забите. Вели од мале таков. Па со забиве мајка ми пред бременоста пиела некои апчиња што не требало да ги пие и после породувањето на таа болест ми се префрлила некои тие апчиња, она што ги пиела. Ми се префрлила на мене таа болест и да не може како да немам заби никогаш, да не ми растат. Ова ми се све млечни заби, не ми растат. Јадам служливини, немам проблем ни болки, ни ништо немам. Ама срамота е 29 години, 30 више ја терам. Срамота е без заби. Малце е тешко. Да не може да испамнеш, да се насмееш. Разговорот со Дејан го завршивме за неговите родители. Татко му е жив, нема контакт со него, а мајка му пред неколку години починала. Па прашавме, што чувствува сега кога знае дека ја нема, а не ја ни видел. Имав и омрза, а поише тага имав. Омразата, како да ти ја кажам, па си викав у себе, мамо, зашто поиде толку брзо, кога јас сакав нучиње да ти дадам, а ти отиде без да ми кажеш и да ме гушнеш. Тоа ми беше омразата, тагата ми беше па после толку време, ја у дом сум бил, не дошла да ме виде, сум почнал сега нов живот, јас сакав кај мене да земам да живее тука, ама од кога слушнав дека почина, се потресов, едноставно бев затворен. Сум бил потресен од мајка, знаеш, у животот едноставно мајка да имаш, гледам децава со мајки кога се, јас сум поише ме тера да плачам отколку не знам што. За мајка ми поготово не сакам да зборам, маце сум потресен. Со не сум ја видела, отишла под земја. Маце ми е тешко. Затоа извини вака сад. А последните реченици му беа со неговите планови да стане родител. Па јас би бил колку би се борел за детето во животот многу. Ако треба би ринал со нозете и со раце под земја за да му дадам на детево залак. Мојот залак од уста ќе му го дадам на детево. Ама во дом никогаш нема да го пратам. Ќе го чувам едноставно, ќе се борам за него, животот би го дал за дете. Едноставно би бил најсреќниот човек на светот, дете да дочекам. И со душа чекам тој ден да дојде. Па да било женско би се викало Катица, на мајка ми името. А да е машко би се викал на татко ми. И на крајот, после сите маки и удари, прашавме, дали се уште ги сакаш родителите? Да, уште ги сакам. Чекам да дојде сега да прикине печка, до 22 работи, да отидам за Струмица на погреб, на гробот на мајка ми. Да запалам свеќа, да ја почистам маца таму. Со душа го чекам тој ден да дојде. Кај Дејан доаѓаме по пријавата од неговата дада, како што тој ја нарекува Марија. И чија пријава ја примивме, разгледавме и истата ја прифативме, па тргнавме во посета на ова момче. Влезната врата на неговиот дом го има бројот 2. Случајност или символика? Значи ли тоа дека Дејан ја добива својата втора животна шанса? Овој пат подобра и посреќна. Во скромниот дом на Дејан е безпрекорно чисто. Гарсонирата во која е под кирија има една масичка, 3 столици, исто толку кревети, еден орман и многу позитивна енергија. Незавидната состојба во која се наоѓа Дејан, а пред се состојбата со неговите заби, е случај кој не наведува да бидеме многу внимателни, за да не му направиме на Дејан уште едно разочарување.
Затоа моето доаѓање кај него ќе биде со разговор, а со претходно добиените информации од Дејан и стоматолозите, ќе бидам внимателна во ветувањата на чудо или трајно решение за неговиот проблем. Дејан не израснал во семејство, но се научил на ред вели, кога никој ќе ти дојде дома, прво кафе му се вари. Дали сум го погодил? Па да не се изгориш. Сум го погодил? Сладко кафе. Така. Сладка жена да ќе ти биде. Муабетот со Дејан ни беше спонтан, напати тежок, ама и весел. Дејан знае вистински да му се радува на животот. Не сакам да ме сожалува никој, само сакам да не се срамам да се насмеам, да прозборам, да им придам на луѓето. Вика, ајде, вика, ја ти кажам, вика, Дадино, твојата среќа ќе си дојде сама, не се брзе, полека. Од кај Дејан си заминувам со измешани чувства. На тага, на чест што го запознав овој борец и победник. На лутина, затоа што ниту едно дете не заслужува да му се случи тоа што го преживеал Дејан. На обврска, да му помогнеме, но и мисла, што ако не успееме. Од кај Дејан си заминувам со надеж. Надеж која што тој ја има во нас и надеж која што ние ја имаме во стоматолозите. Се надевам дека ќе успееме да најдеме соодветен стоматолог-специјалист кој што ќе го реши случајот, односно проблемот со забите на Дејан. Ситуацијата е навистина тешка, но јас се надевам дека ќе успееме да се вратиме со добри вести и конечно ќе му ја вратиме вистинската насмевка на Дејан. Се вративме од кај Дејан, се наоѓаме во продукција и она што сега треба да го направиме е можеби малку потешкиот дел, заради тоа што станува збор за изнаоѓање на соодветен специјалист кој што се надевам ќе го прифати случајот на Дејан и конечно ќе успееме да го решиме неговиот голем проблем со забите. Ми остана да се јавам само во уште една стоматолошка ординација за да провериме дали можеме да го убрзаме самиот процес. Како што знаете, нели, за стоматолог треба да се закаже, така да сега ќе се обидам. Ало? Дејан, здраво, Снеже. Здраво, Снеже. Како си? Добар е. Добро. Јас те барав на Viber, ама веројатно не си уклучен. Сакав со видео позив да се слушнеме, ама може и вака. Да, сега вака. Се распрашав кај стоматолозите и имаме најбрзо што може е да направиме снимка за да се види состојбата во устата, а снимката ќе треба да се направи утре во 11. Дали ти одговара времето? Во 11 утре? Да, сабај. Може, не е проблем. Може? На работа ќе отидам. Ти си утре втора смена на работа? Да. Значи вака сега, ќе треба да се договориме некаде да се чекаме, заради тоа што стоматолошката ординација е малку подалеку, е во Ново Лисиче. Во Ново Лисиче? Да. Аха. Да видиме да се слушнеме утре од Сабајле, за да ти се организираш, барем до некаде да стигнеш, па после ќе отидеме до таа. Добро. Може така? Може. Ајде утре тогаш во 10 се слушаме, за да се договориме до центар, можеш да стигнеш, така? Па ја можам и со 20 човека директно кај Тренд, ваму да се симнам. Тренд во аеродром? Да, или не, погоре. Може и во аеродром да се чекаме кај Бисер? Да, кај Бисер.
кај Бисер во аеродром. Може, се слушаме утре во 10 и се надевам дека ќе ни каже стоматологот дека може да почне процедура. Да, добро, јас се надевам. Да, ето така, ајде тогаш се слушаме утре. Поздрав! Многу, ајде, чао. Чао! Чао. Сега останува да видиме утре што ќе ни кажат. Има еден калептажен ода ми солзи мој што броди. Има еден живот празен ода без ден да му се роди. Има едни очи многу добри, сон што барат низ животен прах. Еве Добар сме ден. здраво. Добре дојдовте. Добре ве најдовме. Здраво. Ова е Дејан. Доктор Емилија, драго ми е. Јас зборував со доктор Ксенија во врска со неговиот случај и еве сме сега тука дојдовме да видиме што може да направиме и дали има решение за неговиот проблем. Ајде да видиме. Може? Ајде, Повели јас Дејане. ти Влези си внатре. Para pomoć, para sila oda od mrakot da go spasi. Letaj ti po gale nemoj tažen, dok ti sonce zarobi gobčan. Конечно. Добро. Време е да ти покажам што и како видовме кај Дејан. Направивме рентген слика. Ситуацијата што претходно ни беше кажана дека он има млечни зъби, напротив, млечни зъби нема. Тоа биле све стални зъби, меѓутоа останата и се само корените во уста. Ќе ја видиме рентгенот, сликата, панорамската и ќе ти кажам што и како и што е единствената солуција кај него да се направи за да му помогнеме да функционира нормално како сите нас. Ајде, Може? Ајде, повели. Значи, овака, направивме рентген слика кај Дејан. Ова е таа рентген слика. Ситуацијата баш и не е многу поволна во уста. Пред се прво се работи за стални зъби. Немам лечен ни еден зъб останат во уста, тоа се зъби кои се со ресорбирани корени, абрадирани, така да нефункционални. Он веројатно не се ни сеќава кога му се смениле зъбите. Во принцип бил мал, најверојатно и во детството ретко кога некој од децата се сеќава извадив зъби на толку години, ми се сменија на толку, тоа се моменти кога се забораваат. Најчесто се останати во уста сталните зъби. Ситуацијата, реков, не е поволна воопшто и решив, барем спрема моето искуство, да превземеме малце радикални чекори со тоа што сето ова што е во уста не чини, не е добро, за да го обезбедам да функционира нормално, во смисла да џвака, да јаде, да се смее првично. Ги вадиме сите зъби, отстрануваме се што не чини, ќе го оставиме некој временски период малку да ни мирува и ќе направиме едни убави протези со убави бели зъби, со убава насмевка и кој ќе се насмее да биде дечко и пол, ако не па. Све се отворено уста, Баш така, баш така. И па тогаш може да почнеме уште веднаш? Уште веднаш почнуваме. Ние Спремен почнуваме си со ти? нашата работа. Лайк или не лайк, кажи, лайк. Лайк, голем лайк, дупли лайк. Јас ве оставам тогаш вие да работите, ми испраќајте ми фотографии како тече Обавезно, целата обавезно. процедура и после тоа ќе се вратиме на крајот по белата Ма и ќе биде блескава супер, насмевка. како и секогаш. Тука барем кај нас луѓето си испаѓаат со задоволни со насмевка излегуваат. Така да со насмевка да излезе. Ќе биде се добро. Не се Ве секира. оставам да си работите. Ајде. Ајде, се гледаме. Дејан го оставам во вештите раце на доктор Емилија, а јас одам кај нашите пријатели, за да најдам соодветни подароци за нашиот Дејан. За убави соништа ги барам нашите пријатели во Силви Стайл.
а потоа ќе одбереме соодветни подароци од Дуки Даса. И имаше Трамп тегето дело и вакво. Така. Ај. Значи те земав, знам дека ти вадеа заби, меѓутоа знам дека боли. Ама се е тоа за добро. Ама јас сега ќе те носам на едно место каде што гарантирам дека болката за секунда ќе ја помине. Може? Ајде. Изненадување имам. Тука некаде да застанеш. Значи вака. Овде ќе застанеш. Може? Вака и ќе гледаш на кај мене ти. Добро? Уште малку да почука срцето, добро? Возбуден си? Па да, Да? прв пат у животот. Добро. Сега јас ќе се јавам таму каде што треба и од таму треба да ни дојде изненадувањето, значи од Мунава му треба да ни дојде изненадувањето. Почекам уште малку и јас ќе видам кога ќе можеш да се свртиш. Почекај уште малку. Уште малку. Уште малку да почекаш. Зборувавме за нешто кое што ти сакаш да го направиш и јас сега ќе те замолам да се свртиш и да погледнеш. Сврти се и погледни.